дивна и вели рече дека хроно не е добро затоа што се прави рестрикција на овоше, а во исто време ја фаворизираше кето исхраната која што исто така вели дека не треба да јадеш многу овоше, па сакам да знам што е точно. Дивна, едва и чекав да ти одговорам на прашањето, затоа што да, звучи контрадикторно, но ќе ти објаснам многу добро. Она што јас велам не е дека треба ти да не практикуваш хроно, туку да практикуваш вистинска хроно исхрана. Постои голема заблуда кај луѓето на нашиве простори, не знам како е на други места и во западните земји, но хроно исхрана не подразбира тоа што многу од луѓето го подразбираат како хроно, кај што ја користам оваа исхрана за да ослабнам, при тоа правам рестрикции на овоше или на одредени групи на продукти. Хроно исхрана што подразбира? Да воспоставиш хронологија на оброците, односно да го сетираш секој оброк во точен период од денот во зависност од твојот дневен биоритам. Или во превод, хроно исхрана подразбира да ти одлучиш дека секој ден ќе јадеш во 7, во 10, во 13, во 16, во 19 часот и тоа е практично хроно исхрана кај што секој ден во точно зададено време ќе имаш оброк. Многу од луѓето сметаат дека хроно е нешто што треба да ти донесе слабење. Не воопшто било кој начин на исхрана кој што промовира рестрикција на одредена група на продукти, особено ако овоше и зеленчук, за мене е далеку од здрава и правилна исхрана. Кетото од друга страна во право си дека исто вели да не се јаде многу овоше, иако не вика да имаш рестрикција, но она што не се согласуваме дека ја фаворизирам кето исхраната, затоа што воопшто ја не фаворизирам ни една исхрана, туку само споделувам мои искуства. Не постои најдобра исхрана, постои исхрана која што најдобро ќе се вклопи во твојот дневен биоритам и во твојот живот, бидејќи само на таков начин ќе одржуваш на долг рок. Конкретно кето, дали е фастинг, дали е хрона, дали е веганство, различни начини на хранење кои што ти би ги избрала, јас ниедно од тие не би ги фаворизирал, иако ги имам пробано сите, најмногу ради тоа за да знам во пракса како изгледа за кој некој ќе ме праша, да му кажам кое е моето искуство. Конкретно да, со кето јас имав добро искуство, но повторно не е исхрана која што би ја избрал за да ја практикувам цел живот, затоа што досадува, затоа што сметам дека не е можеби нешто што константно би требало телото да го искусува, иако постојат научни студии кои што велат дека е супер, но повторно велат, има и научни студии кои што велат за веганството дека е супер, и ова го зборував пред неколку недели, затоа не фаворизирам ништо и треба да си најдеш исхрана која што ќе се вклопи во твојот дневен биоритам, а не да веруваш дека некоја од овие исхрани кои што има име е најдобрата.